Што рековме кога збориме? Да, нормално, ненормално, нормално. Од секогаш сум се прашувала зошто сите сакаат да спаѓаат во групата на нормални и што е тоа нормално. Мислам, ни самите не знаат, никој не знае што е тоа нормално. Дали е нормално, например, да станеш са бајле, си правиш доручак, па идеш на кај работа, па ги пцуеш сите по пут затоа што се обраќаат од хаос, па работиш, се враќаш, ручаш, гледаш серија, легнеш да спиеш и така се отпонова. Дали е нормално, што знам, машките да имаат кратка коса, женските да имаат долга коса, тоа е нормално, другото е ненормално. Не знам. Дефиниција јас искрено немам, меѓутоа имам размислување и ги споделам за вас. Значи, се сведува во суштина да не ти судат, да не те осудуваат, да не ти се смеат, да не ти прават ова, и на крај те блокираат од сите страни и си стануваш како дел од некоја толпа. Што е уствари нормалноста? Некој си ја измислил за да може да не смести во некој калап и за да може да не контролира и да не можеме да бидеме своји. Ако размислиме малце подлабоко, сите паметни, инспиративни и големи луѓе низ историјата биле оние кои што оставиле траг. А во тоа време биле сметани за луди, за ненормални, за не знам што. Ама за таа лудост треба храброст. За тоа тие обичните, односно нормалните, им е полесно да живеат така, затоа што се плашат да бидат храбри. А кога исто така уште повеќе ќе размислите, храбрите се тие кои што го движат светот. Замислете па сите да бевме обични, сите да работевме иста работа. Да го немаше Тесла, да го немаше Ајнштајн, кои што нели биле луди и не знам кај ќе живеат му камена доа веројатно уште, Па ви викаат, сега па ти премногу си гласен, па ти сега ли најде ова да правиш баш ти, премногу сонуваш, премногу си емотивен, премногу си... Се пре. Ама тие многу луѓе, односно малку луѓе, се уствари најискрени. Живеат најискрено и кон себе и кон другите. Нормалните живеат за одобрување, а останатите, чудните, живеат за чувства. И па зошто тогаш сите сакаат да бидат нормални? Веројатно затоа што е полесно. Полесно е да стоиш во некоја толпа, отколку да стоиш сам на страна. Полесно е да молчиш, отколку да се бориш за својата вистина. А кога веќе имаме простор да бираме, барем изберете да бидете своји, изберете да бидете непредвидливи, да бидете искрени, да бидете различни од она што е, затоа што тоа ќе ви донесе слобода. Затоа што во таа ваша ненормалност се крие вашата сила, вашиот талент, вашата среќа и вашиот мир. И запомнете, светот не го менуваат нормалните, туку тие што имаат храброст да бидат токму она што вистински се. Бидете своја верзија на чудно, затоа што тоа е најнормалното нешто што може да го направите. И чекај, имаше нешто виц да ви кажам. Ви текне тоа Колумбо, ако имал жена, никад немале да откријат Америка. Затоа што ќе му викала, сега ти ли најде да одиш, па шоно другите, па гарант ќе одите со швалерки, па гарант ќе одите да пиете со другарите у кафана и немало да ја има Америка. Ама Колумбо не бил нормален. Поздрав.